Па, продолжуваме сега со вторите гости за денеска. Тие се една многу перспективна група, која ако продолжат вака како што тераа за сега, навистина ќе бидат едни од најголемите бендови во Македонија. Се надеваме дека ќе продолжат да бидат толку добри колку што се сега. Next time! Само дечки, сега се ти говори. Ајде, повелете сините. Добро сте? Скопје. Тука е со 86-та. Браво, момци. Има албум нов, така? Да. Па прв албум фактички да, е тоа. деби албум е тоа. Добро, 13 песни, што друго, за што се работи, кажете ми, има, знам, интересни работи, како е песна на италијански, па не знам, многу е коментирана таа италијанска песна. Многу, да. Зашто мислите? Помалку се припаза на тоа што е наше. Аха, тачно, има доста што се ваши авторски, да. Да, има, па не наши авторски, меѓутоа, вете во соработка и со Јован и со Дамјан Лазаров. Ке си се пофалиме после, да, нема гајле. Ај, опишете ми за албумот, значи, 13 песни, колку се ваши, колку се на останатите? Значи, албумот работевме од Макфест, па мислам го работевме од Тогаш почна целата кога почнавме како дуо, како бенд. Добро. Другите песни ги спремиме после Макфест, значи ни останува некои 2 месеци за да го подготвиме албумот. Добро. Малце беше тешко да ти кажам. Озбилно, да. У кој сегмент ти беше тешко? Па, треба да, знаеш, идеме по настапи низ Македонија, во студио, на факултет и малце беше... Нема баш време за све, а? Да, со време бевме кратки. Меѓутоа, многу сум задоволен од тоа како испадна албумов. Добро, премиера кога е? 16 декември. 16 декември. Тоа па ја вторник. Премиерата ќе ја правиме во Холидин. Добро, тоа ќе биде од отворен тип нешто или? Па од отворен, да сакаме кој сака да не види, да не слушне. Значи башка новинари се тоа медиуми, може да дојдат и ваши фанови. Па да, зашто не. Браво, момци, супер, ќе биде добро. Вие сте дел од План Б продукција, каде освен вас како некакви ексклузивци се јавуваат и JJ, Јован Јованов, Елвир Мекич. Колку вие соработувате со нив на албумов и имате ли постери дома од Јован Јованов, од Елвир Мекич, можеби во вашата детска соба ги гледате пред да заспиете? Па со Јован претежно повеќе соработуваме за албумот затоа што тој е главен продуцент на овој наш деби албум. Го работевте кај негово студио или? Да, заедно и со Дамјан Лазаров, да не го забораваме, затоа што вложи тој сепак голем труд за да звучи онака албумот како што ќе звучи, да звучи моментално. А постери немаме. Немате? Да. Ги слушам. Давам некој кај мене во соба, ја имам два. Убаво што ме подсети, ќе го побарам. Кога беа со магија, мислам нема човек што не знае која е магија, не ги слушал. Да, у наш свет ги има. Да не криеме сега, нормално сваѓаш. А за постери немаме. Зашто да имаме кога може со него да се видиме. Така. Вие се знаете. Како почнавте да свирите, момци, вие, како ви дојде таа цела идеја кога бевте мали, значи бевте на Златно славече и слично? Кај се одлучивте, у кој момент за овој тип на музика? Од секојаш сакавте? Да. Во 7-мо оделение, мислам, гледав еден концерт на Guns N' Roses. Не знам кој концерт, денес го имам дома си го купив. Да, во Токио. И кога го видов оној Слеш. Тој кога го видов, значи од него почнав. Не, Слеш има сосема друга коса. Слеш закон, ја многу го ценам. Го ценам како музичар, да, како гитарист. Меѓутоа има и многу подобри гитаристи од него. Меѓутоа што има он? Значи тоа беше усвари преокретница кога ти си рече ова сакам јас да го бркам. Значи сакам вака да звучи. Ваков ќе бидам еден. Да, без цилиндарот. Да. Добро, момци, одлично. Следниот пат, next time, убаво име ви е тоа. Има и таква песна. Така се вика? Следниот пат. Озбилно? Да, на албумот ќе се најде следниот пат или следен пат како се тоа ќе биде смешно. Next time цртичка следниот пат. На спот ако некојаш излезе. Така е мацу панк-рок верзија. Значи има и побрзи, има и поживи. Панк-рок, поп, джез. Претежно се брзи песни, да? 3 песни
најмногу 3 мислам дека се така балади. Аха, помеки значи. И да, има една англиска песна која што ние Исто сме вие ја автори на направите? таа песна заедно со еден мој другар кој што студира во Америка и он малку ми даде идеја за што да пишам. Одлично. И така, голема благодарност. Добре, супер. Размислувате ли да се викате можда Tomorrow Morning? Не, имаше еден предлог пред да го дајме имава Sunday Morning. Sunday Morning? Ама многу беше таква. Никаква. Никаква. Далеко сме од Америка за тоа. Вие пред да бидете Next Time настапувавте по друго име по свирки или? Да, настапувавме. Меѓутоа со друг бенд бевме тоа. Скроз значи. Да. Бевме цела постава, значи тоа беше